Штувани представници на медиуми, денеска, иако е недолен работен ден за нас, следва со граѓани посета на локации кои се во економската програма и сакам да истакнам додека они се служат со пародии и со понижување на локалната самоуправа и нашата работа, јас пред граѓаните излегувам со конкретни проекти. Денеска е еден поголем економски проект и еколошки проект. Се наоѓаме на локација на место каде се предвидува градба на палионица или инсинератор, со што ќе се направи еден проект кој е многу значаен за Куманово, особено во еколошки аспект, а и економскиот развој на градот. Тука главната поента е што во близината на оваа фабрика за пресување на отпадни води, на површина од 2,5 хектари, кој е од општинско земјиште лоцирано, ќе се направи топлана, односно палионица, која ќе произведува 10 мегавати електрична енергија на час и ќе го собира целиот регионален отпад и ќе го пали под највисоки еколошки стандарди. Значи, проект кој го направиме со чешката влада, таква иста топлана има во центар на Прага, така да не се ствара забуна околу загадување. Тука се највисоки стандарди на прочистување на воздух, а нус производ е, односно производ од целото со осигурување електрична енергија. Овој проект ќе чини 70 милиони евра со европски фондови, значи парите ќе бидат обезбедени од некои инвеститори од европски членките на Европската заедница, бидејќи за такви проекти имаат пристапни фондови и тоа ќе се прави врз принцип на јавно-приватно партнерство. Сметот ќе биде 80% од Куманово, таква и продукцијата, 20% или 25% ќе биде од градовите во Североисточен плански регион, бидејќи националната програма за справување со средства отпад е регионална и затоа и проектот е регионално справување со средства отпад. Тоа е еден од најдобрите проекти. Мислам дека во моментот во Македонија таква инвестиција како што гледаме од инвеститорите под наводници нема. Значи една прво еколошка здрава, бидејќи дефинитивно ќе се справиме со црстиот отпад, а економски бенефитна, бидејќи ќе имаме енергетска ефикасност, производство на електрична енергија и ќе имаме еколошки заштитена средина. Кога сме во екологијата, како што сами гледате, тука е и нашата пречистителна станица за отпадни води, која е една од ретките во Македонија, ако не е единствена. Сега во Прилеп нешто таква се гради, со силна подршка на владата, мора да кажам, и европските фондови. Ова е во функција веќе 5-6 години и на некој начин ќе ги сврземе двата елемента, бидејќи нус производот од оваа продукција ќе биде согоруван во таа палионица и производството ќе биде збогатено сигурно на електрична енергија. Кога сме во еколошкиот дел, сакам да истакнам и моите проекти од областа на зелените површини. Кога зборува зелени површини, имаме снага во природата, зелени површини и црст отпад се еден сегмент од акционата програма. Сакам да истакнам дека ќе продолжиме во насега на реконструкција на долниот парк, стариот парк кај игралиштето и формирање нови две зелени качиња во населбата Гоце Делчев према Зенерит и на места каде што имаме можности во други рурални средини или приградски населби, на места на пристапи, каде имаме скрстници, се она што го чини јавна прометна површина, односно зелената површина. Куманово во измертите внешен период уреди над 8,5 хектара зелени површини и илјадници садници во делот каде тоа може да се направи. Знам дека постојано одат и ги скенираат местата каде има диви депонии. Дивите депонии е наследство кое со години било Куманово и покрај многу голема активност на локалната самоуправа и акции на чистење на диви депонии, ние резултатите ради тоа што граѓаните ги депонираат таму на тие места, особено градежниот шут, не можеме конкретно да кажеме дека одговорноста е на комунална инспекција, одговорноста е комплетно во односот према шут.